Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на посланието до Ефесјаните. Како што можете да забележите, обработката на ова послание, барем на почетокот, ќе оди доста споро. Причината поради која посветувам повеќе време на почетокот од посланието е бидејќи сакам да поставам добра основа за целокупното проучување на оваа новозаветна книга. Ќе го прочитам вториот стих од првата глава. Ова е вториот дел од поздравот кој Павле им го прати на христијаните во Ефес. Ако имате Библија со себе, отворете ја и читајте заедно со мене. Благодат и мир вам од Бога, нашиот Отец и Господ Исус Христос. Зборот благодат многу често се повторува во ова послание. Но засега ќе спомнам дека во тоа време зборот благодат се користел и како поздрав. Грчкиот збор преведен како благодат е харис и луѓето го користеле на ист начин како што денес го користат зборот здраво. Например, ако двајца се сретнат на улица, тие би се поздравиле со харис. Пред неколку години бев во посета во Атина, кај еден мој пријател кој работи како мисионер во Грција. Додека шетавме по улица, неколку негови пријатели го поздравија. И кога бевме сами му реков, ми изгледа дека кога се поздравувавте, го користеше зборот харис. Се насмеа и ми рече, не, ама зборот кој го користев е многу сличен на тој. Помеѓу неевреите, во така наречениот секуларен свет, се користел зборот харис. Од друга страна, помеѓу евреите се користел зборот мир. Всушност, зборот мир на еврејски е шалом и е еден од најпознатите библиски зборови. Павле им вели на ефесјаните, ви посакувам благодат и мир од Бог. Од христијанска гледна точка, овие зборови имаат навистина прекрасно значење и се тесно поврзани еден со друг. Божјата благодат е Божјата благонаклоност покажана на крстот преку смртта и воскресението на Исус Христос. Зошто велам дека Божјата благодат и Божјиот мир се поврзани? Бидејќи секој кој сака да го доживее Божјиот мир, мора да ја прифати Божјата благодат. Во секој од неговите поздрави, Павле ги става токму во тој редослед – благодат, па мир. Денес се повеќе политичари и водачи зборуваат за мирот како некој идеал, кон кој треба да се стреми човештвото. Но светот нема да го спознае мирот се додека не ја прифати Божјата благодат. Интересно е што зборот благодат воопшто не се користи по медиумите. Луѓето зборуваат за љубов, мир, радост, но не и за благодат. Без благодатта, се останато ќе биде и ќе остане недостижно. Но, кога веќе зборуваме за мирот, морам да напоменам дека од библиска гледна точка, мирот не значи исто што и отсуство на војни во светот. Кога во Библијата се зборува за мир, тоа прво се однесува на поединецот и на неговото општење со Бог. Односно, секој кој верува во Исус Христос е помирен со Бог Отецот. Секој кој се помирил со Бог преку вера во Христос, исто така го има достапен Божиот мир во секоја животна ситуација и околност. Со други зборови, тоа значи дека единствените луѓе кои го искусуваат Божиот мир се оние кои ја прифаќаат Божјата благодат. Забележете што пишува во третиот стих. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Уште еднаш ќе го прочитам стихот, бидејќи според мене е еден од најубавите начини на кои можеме да му оддадеме слава на Бог за сите благослови кои ни ги дал во животот. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Знаете ли дека ако сте во Христос, вие сте благословени со секаков духовен благослов од небесата? Некој од вас можеби ќе рече, што значи да се биде благословен? Во Библијата, зборот благослов често се поврзува со радоста и задоволството. Кога велиме дека Бог не благословил, со тоа кажуваме дека тој ни дал доволно причини да бидеме радосни и задоволни во животот. Павле им вели на христијаните во Ефес, а и нам денес, Бог не благослови и затоа треба да му бидеме благодарни и да го славиме. Забележете дека Павле не вели Бог ќе не благослови, туку Бог не благослови.
Прашањето не е дали Бог не благословил, туку дали сме свесни за неговите благослови и дали сме благодарни за истите. Секој ден кој го живееме е благослов од Бог. Секој оброк е благослов од Бог. Семејството е благослов од Бог. Пријателите се благослов од Бог и слично. Бог ве благословил со многу нешта во животот. Ке застанете ли за момент за да му благодарите за тоа? Павле вели дека Отецот не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Како што спомнав, идејата да се биде во Христос се повторува многу често во Новиот Завет. Забележете ја и фразата од небесата. Со тоа апостолот како да сака да каже дека изворот на нашите благослови е небесата, односно Божјото пребивалиште, местото каде се наоѓа неговиот трон и од каде тој владее. Во Новиот Завет читаме дека по вознесението Христос седна од десната страна на Отецот на небесата. Што се однесува пак до небото, тоа е посебна тема која заслужува многу повеќе време и внимание. Но накратко сакам да спомнам дека библиското учење е јасно и вели Бог е се присутен, но неговиот престол е на небото. Кога Павле вели дека духовните благослови се од небесата, тоа не значи дека самите небеса ни даваат благослови. Всушност, можеме слободно да кажеме дека небото е прекрасно место само зашто Божјото присуство е таму на еден посебен начин. Освен тоа, нема ништо посебно во врска со небото. Но тоа што треба да го имате на ум во однос на овој дел од поздравот на Павле е дека вие имате голем број духовни благослови кои ви се достапни со вера во Христос. Не заборавајте дека токму Господ Исус кажа дека дојде да ни даде живот, и тоа живот во изобилство. Некои луѓе се обидуваат да го прикажат тој стих како ветување од Бог дека ќе бидеме благословени со материјално изобилство. Но тоа нема никаква врска со Божите ветувања. Вистина е, Бог благословува некои луѓе со материјално богатство. Но не постои ветување кое вели дека оние кои се во Христос ќе бидат материјално богати. Бог ветил дека ќе ги исполни сите наши материјални потреби и можете да бидете сигурни во тоа. Благословите кои ги добиваме се од Бог, кој пребива на небесата. Библијата вели дека еден ден и ние ќе бидеме таму со Него. Се разбира, тоа се однесува само на оние кои се во Христос. Но, додека да дојде тој ден, ние сме повикани да живееме во согласност со Божјата волја откриена во Светото Писмо. Важен дел од нашиот живот на овој свет е борбата против сатаната, непријателот на човекот. Духовната борба е една од причините поради кои ни се потребни духовните благослови, за да можеме да се спротивставиме на нападите од непријателот. Тоа е една од главните теми кои се обработуваат во ова послание. Кога ќе дојдеме до глава 6, ќе читаме за тоа како можеме да ги користиме Божите духовни благослови со цел да му се спротивставиме на сатаната и на неговите постојани напади. Не знам кога последен пат сте застанале за момент да размислите за духовните благослови кои ви се достапни во Христос. Од сите нив, најголемиот благослов е спасението на нашите души, кое се добива преку вера. Кога бев малечок, се обидував да го заслужам спасението правејќи добри дела, но не ми успеа. Во еден момент од животот сватив дека се што треба да направам за да добијам простување на гревовите и спасение на мојата душа е да поверувам во Христос. И вие можете да го направите тоа денес. Следниот духовен благослов кој Христос ми го даде и се уште ми го дава е светоста. Кога велам светост, пред се мислам на живот во борба со гревот, но исто така и на сите други духовни благослови кои ми помагаат да живеам за Божја слава. Не знам што е тоа што ви треба денес. Дали мир, радост, љубов, сила да простите или нешто друго, но можете да бидете сигурни дека кое било од овие нешта можете да ги добиете од Христос. Навистина е трагично што голем број луѓе копнеат по овие благослови, но никогаш не ги добиваат, од едноставна причина што не ги бараат на вистинското место. Наместо да дојдат кај Христос, тие се оддаваат на различни пороци, мислејќи дека тоа ќе им биде изворот на исцеление или задоволство. За да објаснам колку е трагична таа состојба, ќе дадам пример кој го прочитав пред некое време во весник. Станува збор за репортажа од еден локален весник во Чикаго и гласи вака. Изминатиот период полицијата направи детален преглед на едно гето во Чикаго, каде се собираат бездомниците и зависниците од дрога.
Целта на прегледот беше да го најдат Стенли Вилијам Вокер, 50 годишен маж, човек кој има завршено факултет на Оксфорд и е наследник на недвижнини во Англија во вредност од 8 милиони фунти. Институциите кои се одговорни за наоѓање на загубени лица се надеваат дека ќе го пронајдат Вокер, кој е син на богат изработувач на бродови со потекло од Англија. Кога ги прочитав овие зборови, си помислив во себе: колку трагично. Замисли, човекот е наследник на имот од 8 милиони долари, а спие на некоја улица или во некој нечист мотел во Чикаго. Додека размислував за оваа трагедија, за малку ќе заплачев. Но одеднаш се сетив на една уште поголема трагедија и ми стана уште потешко. Си реков: зарем ова не се случува и со некои христијани? Тие се Божји деца и имаат изобилство од благослови, а сепак спијат на улица или во некој ефтин мотел. Секој искрен христијанин го има Бог за свој небесен Отец, а Павле вели дека небесниот Отец не благословил со секаков духовен благослов. Зошто тогаш не ги побарате Божите благослови за себе? Зарем не знаете дека во Христос вие имате духовно наследство кое ви е достапно во секој момент? Немојте да ја правите грешката на 50 годишниот Вокер. Но тоа не е се. Приказната не заврши само со обидот за потрага по Вокер. Некоја време подоцна го спомнав овој пример во една од моите проповеди. После богослужбата ми пристапи една жена и ми рече: знаете ли како заврши таа приказна и што се случи на крајот? Одговорив: не знам. Жената ми рече: го најдоа Вокер. И реков: навистина, тоа е одлична вест. Таа рече: не би рекла. Го најдоа мртов во еден студен зимски ден во Чикаго. Мртов, си реков. Тоа ја прави целата ситуација уште потрагична. Замислете, имаше толку многу богатство, а го нашле мртов надвор на улица. Тој човек е добар пример за тоа како живеат некои христијани. И покрај тоа што имаат изобилство од духовни благослови во Христос. Но сакам да ви кажам и уште една случка која многу добро илустрира каков треба да биде односот на христијанинот кон духовните благослови. И оваа случка е вистинита, како и претходната. Пред многу години во САД живееше еден млад човек, наследник на големо богатство од страна на неговиот татко. Младиот човек живееше многу бедно и улицата беше негов дом. Кога почина татко му, надлежните почнаа да го бараат и го најдоа бездомникот кој беше единствениот наследник на семејното богатство. Кога му кажаа колку големо богатство доби од татко му, младиот човек го прифати наследството. Веднаш, штом дојде до парите, отиде кај кројач и му рече: сакам да ми го скроиш најдоброто оддело со најквалитетните материјали. Откако добро се облече, купи авионски билет и отиде во Англија, родното место на татко му. Човекот продолжи да живее богато, ползувајќи го наследството кое му беше останато. Така што, секој од вас денес треба да одлучи што ќе стори со духовното богатство кое ви е достапно во Христос. Дали ќе бидете како првиот човек кој имаше големо богатство, но не искористи ништо од истото, или како вториот кој, откако стана свесен дека татко му остави големо наследство, почна да живее како син на починат богаташ. Мислам дека на сите ви е јасно кој е подобриот пат. Но на вас останува да одлучите да тргнете по истиот. Ако има само едно нешто кое ќе го запамтите од овој стих, запаметете дека Бог Отецот ги благословува со духовни благослови сите оние кои се во Христос. Немојте да ги очекувате Божите благослови ако не сте во Христос, ако не верувате во Него и ако не ги пазите Неговите зборови. Колку е прекрасна оваа вистина. Бог не само што не спаси од вечна пропаст, туку и не благословува додека сме тука на земјата. Тоа е едно од нештата по кои Божите деца ќе бидат препознаени. Божјата благонаклоност и Божите благослови кои ќе бидат очигледни во нивните животи. Во следниот стих, Павле пишува за тоа како Бог го испланирал постоењето на црквата уште пред создавањето на светот. Има 3 нешта кои Павле ги спомнува во врска со овој Божји план. Прво, уште пред создавањето на светот, Божјиот план беше луѓето да бидат спасени во Христос, односно со вера во Него. Без Господ Исус Христос, Неговата смрт и воскресение, нашето спасение ќе беше невозможна мисија. Уште пред да биде создаден светот, Бог одлучи да ги спаси грешниците во Христос. Второ,
Бог не избра да бидеме негови синови. И трето, Бог не прифати. Знам дека овој текст може да биде тежок за разбирање, но во следното проучување се надевам дека ќе имаме повеќе време за да го објаснам неговото значење. Главната тема на овие стихови е една доктрина во христијанската вера која е позната под името предопределување. За некои луѓе овој збор е страшен и не сакаат да дискутираат бидејќи со тоа може да започнат дебати од кои не може да се извлече заклучок со кој сите се согласуваат. Но доктрината за предопределување е библиска доктрина и не треба да не плаши. Стих 4. Така што и не избра преку него, уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети и непорочни пред него во љубовта. Според мене, овој стих и следните неколку седни од потешките за разбирање во Светото писмо. Кога некој ќе ги слушне за прв пат може да му звучат збунувачки, па на моменти и нефер. Што значи тоа дека Бог ги избрал христијаните уште пред светот да биде создаден? Има ли луѓе кои се избрани и такви кои не се избрани? Како што можете да забележите, овој стих отвара многу прашања кои заслужуваат одговори. Според мене, ваквите текстови од Библијата се како ореви. Тешко е да се отворат, но кога ќе ги отворите и ќе добиете објаснување, ќе сватите дека кријат нешто вредно. За нив ќе размислуваме следниот пат. Тука ќе завршиме за денес. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на посланието до Ефесјаните. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.